Благодарам, брат Зоран. Ве поздравувам сите и ви посакувам Божи благослов. Како се чувствувате вака како докторки и како медицински сестри? Или доктори? Па, сите личите на доктори и медицински сестри. А кога ќе отидам јас пред банка, да, како доктори се осеќате. Кога ќе застанам пак ја пред банка или пред продавница, изгледам како оној што допрва ќе ги ограби тие установи. Какво дојде времето. Сепак, дали забележавте дека за време на кризата Господ ја искористи кризата за да не за да маскира, туку за да демаскира, да им паднаа маските на некои институции, на некои личности. Број 1 на папата му падна многу. Иако тој многу и не се маскираше. Отворено си исповедаше својата вера во Аллах, во Луцифер, во една јужноамериканска паганска божица и така натаму. И има и способлазнето многу католици, бискупи, свештеници, кои што отворено го нарекуваат еретик. Но паднаа маските на многу други институции, Европска унија, например, Светска здравствена или, како што ја викаат србите, сатанска здравствена организација и така натаму. И дури се слушна некои гласови, како од председателот на Белорусија, што порано само во адвентистички кругови може да се чујат. А сега го зборуваат тоа и православни, и политичари, не многу, но некои го зборуваат тоа. А што е тоа? Дека ова криза покажа дека не треба да веруваме на системот, не треба да веруваме на парите, и парите сакаат да ги укинат, нели? Преку парите се пренесува вирусот, треба да се укинат парите. Туку дека треба да научиме да живееме, барем за да преживееме, од земја, да, од наши бавчи, од наше производство, градинарство и така натаму. И тоа го кажа светски луѓе за време на изминатава криза. А доживеавме, еве, слава Богу, и во нашава земја Министерката за труд и социјала отворено да повикува и предлага воведување на неделен закон. Што е многу интересно. Ние знаеме дека она што адвентистите го зборуваа како неделен закон, го најавуваа како неделен закон минативе 150 на години, се однесува на американскиот неделен закон, конкретно. Значи, она што ние го нарекувавме неделен закон, се однесува конкретно на законот што треба да го донесе американскиот конгрес, значи, конкретно таа земја. Значи, не се мисли на закон што ќе го донесе папата или Италија или многу други европски земји кои што некои од нив и имаат и се уште, да, Хрватска, или ако имале па сега немаат, повторно ќе го воведат. Туку, оно што ќе биде сензација, или оно што ќе биде исполнување на тоа пророштво, поточно речено, е донесувањето на тој закон од страна на Американскиот конгрес. Меѓутоа, интересно е што обично, кога станува збор за неделниот закон, се очекува и се очекуваше како поверојатно, таков закон да донесат обично десни влади, конзервативни десни влади. Например, сегашнава Трампова влада, или како што таму ја нарекуваат администрација, или било која десна конзервативна влада, која што промовира и отворено промовира религиозни или поточно христијански вредности. Но,
Не е чудо, ако се сеќавате, само Елена Вајд зборуваше дека не само десни влади или конзервативни христијански кобајаги можат да донесат таков закон, туку тоа мощно лесно може да го донесат и леви влади. Зошто? Затоа што Елена Вајд ја посочи врската помеѓу неделниот закон и синдикалните организации, поточно левите синдикати. И сега кога веќе 30 години живееме во еден хаос, каде што повеќето луѓе било каде што работат, не се знае ни кога е празник, ни кога е делник, едноставно ги тераат газдите како стоки да им работат секој ден. И сега во тој хаос, каде што само совесни и религиозни газди, како брат Данило, например, кои што си имаат ден за одмор, кои што почитуваат нешто повисоко од парите, оние на кои што парите им се Бог, тие не почитуваа никакви други вредности и ги тераа луѓето како стока секој ден на работа. Има и многу газди кои што секој ден работат. Значи, нема празни. И ја отворено ги прашувам некој брикчелниците, например. Секој ден. Аман бе, еден ден за одмор да си имаш, за тебе, за фамилија. Не, секој ден. Каков одмор? И сега, тој хаос е плодна, што го живеевме наназад 30 години, е сега плодна почва да се рече одеднаш во тој хаос да се направи ред и плодна почва за неделен закон. Многу плодна почва за неделен закон. Како што се сеќавате Елена Вајд како прорече, дека застапниците на тоа движењето кое што ќе бара неделен закон, ќе имаат искрени намери, значи ќе имаат добри намери. Луѓето од добри намери ќе го донесат неделниот закон. Например, за да имаат работниците одмор, за да имаат семејство, значи сето тоа што е добар, солиден аргумент. Луѓето со добри намери ќе го донесат и неделниот закон. Но, како беше она поговорка, ако се сеќавате, патот до пеколот е поплочен со добри намери. Значи, луѓето се тие кои што ќе мислат дека прават добро дело. Како што Христос им рече на учениците, ќе ве гонат од синагогите, ќе ве убиваат, ќе ве исклучуваат, ќе ве тепаат, мислејки, значи тоа ќе го прават фанатизирани јудејци, мислејки дека со тоа на Бога му угодуваат или му служат на тој начин, му исполнуваат неговата волја. И се сеќавате, така искрено размислуваше и младиот рабин Шаул од Тарс, односно апостол Павле, пред да биде христијанин. Тол и член на Синедрионот, дури. Значи, ги гонеше христијаните, ги убиваше христијаните и не му беше доста тоа да го прави во Ерусалим и околината, туку побора овластување да отиде во Дамаск и таму да ја гони црквата. И сето тоа го правил мислејки дека е тоа Божја волја, мислејки дека така му служи на Бога со тоа што покажува таков зилотизам, таква преданост кон татковските обичаи, како што самиот ги нарекува, значи, кон еврејската традиција, фарисејската традиција, еврејското православие, така да го наречам, тогашно. Мислел дека така треба.
и искрено бил убеден дека и овој Исус и неговите следбеници се непријатели на Божиот закон. И сега кога самиот ќе стане христијанин и апостол, тој самиот ќе биде обвинет за истото, дека го руши законот. Доста е да кажеш дека не сме веќе под законот, туку под благодата и готово. Готово. Веднаш обвинет дека е непријател на Божиот закон и дека дури го осквернил Божиот храм, имаше и такво обвинение за него. Ке видиме како ќе се одвиваат настаните во блиска иднина, особено во текот на оваа година. Видовме колку лесно може да настанат големи и тешки промени во светот. Значи, кој од нас очекуваше на 7 март дека следната сабота нема да отидеме во црква? Јас искрено не очекував дека следниот ден мајка ми ќе почине. Но таа последна сабота, кој од нас очекуваше дека не само следната сабота нема да дојдеме во црква на 14 март, туку 2,5 месеци после тоа нема да одиме во црква. Колку бргу, се сеќавате како падна комунизмот, колку бргу се одвиваат тие настани. До крајот на оваа година може да се случат исто така големи промени. Ако Господ дозволи, се разбира. Ако Господ дозволи. Значи, работите се уште многу отворени и крајно неизвестни. Јас би сакал денес да започнем една тема, која што најверојатно ќе продолжам и следната сабота, тогаш навечер, а може би и потоа, во следното тромесечие. И нема веднаш да го кажам насловот на целата таа тема, за да сакам малку да размислувате. И кога ќе поставувам некои прашања, да не ви текнува одма одговорот од самиот наслов. Прво прашање. Знаете дека деновиве, односно веќе неколку недели, се во некои од скопски медиуми, може би и штипски, струмички, не знам, се потегаше прашањето за тоа како некои неодговорни лица, и иако не ги спомнува кои, се алудираше на свештени лица од МПЦ, едноставно од желба од инает или пркос да ги отфрлат сите владини или државни мерки во врска со коронавирусот. Едноставно некои од нив дури наводно почнале да тврдат дека вирусот не постои. Се разберам, ако навистина тоа го тврделе, а тоа беше еден обид на техничкава влада составена од двете партии, да вината за наводно нараснатите заразени случаи да ја префрли на некој друг, а не на себе си. Да го ставиме тоа на страна. Јас би сакал да ја поставам едно прашање. Сега, а подоцна и некои други. Дали, да го поставим прво на очигледно глупаво прашање. Дали некој од вас го видел коронавирусот? Дали некој од вас го видел коронавирусот? Било како. Еве, да примери, по микроскоп, дали сте го видели? А на микроскоп може да се види на микроскоп? Веројатно може. Меѓутоа, дали некој од вас го видел? Не. Добро. Благодарам. Се сеќавате точно, на Facebook се ширеше во тие, за време на карантинот се ширеше една слика, која што, ја само на англиски јазик ја гледав, не знам дали ја преведува, која што тврдеше вака. Атеистите, кои што од секогаш тврделе дека не веруваат
во Бога, затоа што не можат да го видат, или затоа што тој не се гледа, сега се сите затворени во своите домови, исплашени од вирус, кој што не се гледа, или кој што не можат да го видат. Сега, малку поозбилни прашања. Дали вие што сте тука, во сите овие од нова година, да речеме, до сега, сте запознале еден човек кој што бил заболен, значи, од болеста COVID-19? Ме интересира чисто. Маре Трајче, кој што работите во... Добро, во ред. Значи, знаеме дека тестовите не се веродостојни, самите тестови не беа исправни, не се веродостојни едноставно. Да. Благодарам. Значи, дури и вие, значи, дури и вие не сте виделе човек кој што симптоматски е болен од таа болест. Многу интересно. Значи, ти во цела наслаба не сретна ни еден. Сега баш ме интересира кога би шетал по цело Скопје со микрофон анкета да правам, како некогаш, по едно друго прашање. Баш ме интересира какви резултати ќе добијам, ако сега, пошто ние сме тука малку, нели? Ако ги прашувам сите скопјани, што ќе ги среќавам на улица, баш ме интересира каков резултат ќе добијам. Дали некој од нив познава некого кој што бил болен од таа болест, за која што единствено слушавме, читавме во текот на изминативие месеци? Не, се извинувам. Кога прашувам, може само брзо да нафрлите. Да. Дека е некој болен? Дали ти си го видел? Дали ти си видела човек кој што е болен од COVID-19? Ама ти не си го видела тој човек. Добре. Значи ти не си сведок на тоа. Тоа ми е збор. Никој од вас тука не е сведок на тоа. Според тоа, внимавајте, ние како црква прифативме дека вирусот постои. Што значи дека болеста постои, и тоа не е на 23. мај, току на 13. март. Ние доброволно решивме да немаме богослужение, а не затоа што некој ни забранил, од желба да се солидаризираме со ситуацијата и да придонесеме за неширење на вирусот. Но што ми е поентата? Никој од нас не го видел вирусот и никој од нас, барем ние тука, не видел, значи лично сведок, некого кој што бил болен од таа болест. Значи сето она, дека постои вирусот, дека постоеле заразени, дека постоеле болни, некои од нив, да речеме постари лица, дека и починале од тоа, го прифаќаме како? Со вера го прифаќаме. И не тоа, не само ние. Повеќето луѓе во светот, постоењето на вирусот и болеста, го прифаќаат со вера, дури и не се свесни за тоа. Луѓето
не се, особено неверниците, не се свесни колку многу работи во нивниот живот ги прифаќаат со вера. Например, да речеме, треба да патувате некаде со авион, влегувате во авион. Зошто влегувате во авион? Па колку пати слушате цели емисии, цели серии постојат за авионски несреќи, за саботажи, за може и НАТО да ве утепа по грешка со некоја ракета. Ако случајно таму со вас се вози некој што треба да биде ликвидиран. Влегуваме со вера. Ајде да го ставиме авионот. Сега прашање кога нареден пат ќе патуваме со авиони. Или кога ќе излеземе од оваа кјумес држава. Но, некој од вас дојдовте со автомобил тука во црква. Па и некој што дојде со точак. Па и некој што дојде со автобус. Не знам дали некој пешки дошол. Дали зависевте, за да дојдете безбедно до тука, ова утро, дали зависевте само од вашите човечки способности? Колку добро возите, колку добро... Не. Значи, само за да дојдеме од дома до тука, зависиме од вера. Ситуација, ниту еднаш не била ситуацијата 100% под наша контрола. Особено кога се обраќаат во прашање, затоа што ние не сме единствените учесници во сообраќајот. Никогаш не е 100% ситуацијата под наша контрола. Никогаш. Постојат други учесници во сообраќајот. И не само сообраќајот. Еве слушаме, особено на Запад, некој муслимански фанатик ќе влезе со калашников и ќе испотепа еден куп луѓе во некоја црква или некој американски тинејџер збеснат или искомплексиран или не знам шо. Автобус се запалил. Колку ситуации постојат во светот, колку ситуации постојат секој ден во нашиот живот, во кој што зависиме од вера, а не ни помислуваме на тоа. Едноставно ги прифаќаме здраво за готово. Навикнати сме на некоја рутина и се што мислиме да направиме или се што ќе посакаме да направиме, го прифаќаме здраво за готово како и да ќе го направиме, како и да ќе се случи, повеќето случаеви тоа се случува, така, но забораваме дека тоа не е здраво за готово. Дека тоа се случува затоа што Господ ни дозволил. Да се подсетиме на зборовите на апостол Јаков во неговото соборно послание. Послание на апостол Јаков, 4 глава. Ке почнеме да читаме од 13 па до 15 стих. Јаков, 4 глава, од 13 до 15 стих. Го најдовте текстот. Ке почекам и последниот да го најде. Јаков, 4 глава, од 13 стих. Да го прочитаме. Слушајте сега вие, кои велите, што? Денес или утре ќе тргнеме во оној град и таму ќе останеме 1 година, ќе тргуваме и ќе спечалиме. Значи, луѓе кои што си прават планови. Грешни се овие планови? Не. Има нешто грев во ова, желба и план? Не. Пример, колку луѓе би сакале и ден денес
дури без оглед на нивната возраст или семејна состојба, да фатат фитилј од оваа земја и некаде во странство да најдат работа и така натаму. Вие кои не знаете што ќе стане утре, што е вашиот живот? Што е нашиот живот? Тој е пареа која се појавува за кратко време, па исчезнува. Ете што е нашиот живот. А Трајче тоа најдобро го знае. Амин, слава на Бога. Место да велите, ако сака Господ да бидеме живи, ќе направиме тоа и тоа. А се сеќавате како пророкот Исаија го нарече човечкиот живот? Или со што го спореди он човечкиот живот, се сеќавате? Му текнува на некој? Со што го спореди Исаија? Отворете во 40 глава. Исаија, 40 глава. Ке почнем да читам од... нека биде од 3 стих, бидејќи тој формира целина. Значи, зборови кои што Јован Крстителот ги цитирал во прилог на својата служба, како претече на Исуса Христа. Гласот на оној што вика во пустината говори: пригответе му пат на Господ, исправете ги во пустината патеките за нашиот Бог. Секој дол да се исполни, односно секоја дупка понаже, секоја планина и рид да се снизат, кривините да се исправат, или да живееше во наше време, улиците да се асфалтираат, сите дупки во нив да се пополнат, и нерамните патишта да бидат израмнети. Се това е метафора, се разбира, значи повик кон Божиот народ, кон црквата, да ги исправи своите патишта, својот начин на живот. И ќе се јави славата Господова, и сите луѓе ќе го видат спасението од Бога, зашто устата Господова го изрече тоа. Значи, еве еден многу битен услов, што треба да се случи за да Господ дојде. Значи, ова реформа, ова дело кое што само позниот дожд ќе може да го изврши. Но и за да го примиме, за да биде излеен позниот дожд, постојат услови. Понатаму вели, 6 стих, гласот говореше: разгласувај. И прашав, што да разгласувам? Секој човек е што? Трева. Секој човек е трева. Сета убавина негова е како полско цвеќе. Полско цвеќе, песната на Тоши. Тревата се исушува, цвеќето овенува, штом ќе дувне врз него с дивот на Господ. Така е и народот како трева. Тревата се суши, цвеќето свенува, а што останува? Секогаш. А словото на нашиот Бог останува вечно. Колку многу генерации живеја пред нас, кои што проповеда, читаа Библија како ние денес. Мисионира, сведочеа, пишува книги. И ете сите нив ги нема, со се пророците, апостолите и многу други светии. Божјето Слово цело време остануваше и ете го имаме и ние денес, може би во најголем тираж. И го користиме. Но нашиот живот е трева, нашиот живот е пареа. Нашиот живот
е како свеќе што ќе запалите и колку долго ќе гори. Зависи од свеќето, зависи од ветерот. Многу веројатноста е дека за многу скоро време ќе угаси, да. Таков е нашиот живот. Но Словото Господово останува и се што е соединето со Него, се што е соединето со Господа е спасено и останува довека. Да не ги цитираме и тие зборови во првото Јованово послание, каде што зборува за желбата на телото, желбата на очите, гордоста на животот, дека тие нешта не се од Бога, не се од Отецот, тие се појавиле тие нешта после падот во греф во човековата природа. Но понатаму вели дека сето тоа поминува, и светот и славата негова поминуваат. Но оно што ја твори Божијата волја, вели Јован, тој останува довека. Зошто? Зато што тој се соединил со Словото. Се што е соединето со Господа, со она вечното, со Словото, тој и останува, тој е и спасен. Бидејќи без Господа, ние сме, вака по природа, сме пареа и трева. И секој досегашен здив во нашиот живот или пулс на нашето срце зависеше од Господа. Значи, секој наш здив и секој наш пулс зависеше од Господа и ние живеевме, откако сме родени до сега, живеевме во зависност од Него и кога не сме биле свесни за тоа. Со други зборови, многу што во нашиот живот е вера и зависи од вера. Многу што. Повеќето нешто. 99,99%, да речеме. Има човечкиот удел, има, иако мала, една многу битна улога. Значи, не може све да чекаме Господ да прави. Без ние ништо. Има човечкиот удел, но пред се е да верува. Значи, пред се е уделот наш е да веруваме. А самата вера, ако навистина веруваме, ќе произведе и дела кои што се потребни во нашата соработка со небесната сила и за нашето и за спасението на нашите ближни. Сега, друго прашање. Колку мине од вас сте го виделе воскреснатиот Христос? Никој. Ова веројатно сега цел свет да го прашам. Сите ќе дадат ист одговор. Не. Каква визија? Визија со ништо остоит. Или виртуелна реалност. Филмови и така натаму. Дали сте го виделе лично воскреснатиот Христос? Не. Дали сте го виделе Христос од било која фаза на неговиот живот воопшто? Дали воопшто сте го виделе Христа? Не. Лично, да. Па не мислам духовно, иначе духовно е Светиот Дух, меѓутоа не мислам на тоа, да се разбира. Значи, како што вие денес сега во моментот ме гледате мене, дали сте го виделе така Христа? Точно, значи не сте го виделе така. Не сме го виделе Христа. Ајде да прашам вака. Дали сте виделе
дали сте биле сведоци на воскресение на некој мртовец? Било кога во вашиот живот? Не. А веруваме дека постои тоа. Веруваме дека постои Христос. Веруваме. И тоа како? И тоа како веруваме? И дури Христос вели, блажени сте, ако не видовте, а верувате. Што беше дефиницијата за верата? Благодарам. Каде се наоѓаше? Благодарам. Евреите 11.1. Овој превод вели, а верата е подлога за увереноста во она на кое се надеваме. Убеденост во она што не се гледа. Верата е убеденост во она што не се гледа. Видите, повеќето атеисти во светот го прифатија и вирусот со вера. Убедени се, како и ние, дека вирусот постои, иако никој никогаш не го видел. Епа Јован рече дека и Бога никој никогаш не го видел, туку единородниот Бог, вели изворниот текст, односно единородниот син во неговите прегратки, тој го објави. Да отвориме за денес уште во првото послание до Коринтијаните 15 глава, главата за воскресението. Прво послание до Коринтијаните 15 глава. Знаете, апостол Павле зборува тука на многу места, во многу стихови за воскресението, и ги читаме тие стихови и на погреби, и на гробишта често. Но јас би сакал да се подсетиме на само еден стих од целата оваа глава. Значи, 15 глава, ајде да почнеме од првиот стих, инаку ќе видиме понатаму кој е стихот што сакам да го посочам, може и да погодите веќе. Браќа, значи 15 глава од првиот стих. Ви напоменувам за Евангелието кое ви го проповедав, а кое вие го примивте и во кое стоите. Преку него и се спасувате, значи преку Евангелието, ако го држите како што ви проповедав, освен ако не сте поверувале напразно. Значи постои ваква празна вера. Напразно или поинаку се нарекува празно верие и поинаку се нарекува суеверие. За жал христијанството отсекош било полно и со ваква празна вера. Но она вистинска, она жива вера, активна вера, за која што апостол Јаков зборува и во своето послание. Таа жива вера е полнина, исполнета вера, која што е спасоносна вера. Продолжуваме третиот стих. Ви го предадов најнапред она што го бев и примил. Значи, апостол Павле не бил сведок на сите дела од Христовиот живот на земјата, туку тоа он го примил. Многу што, повеќето, 90% од сето од Евангелието, апостол Павле го примил. Дека Христос умре за нашите гревови според писмата. Дека тој беше погребан и дека на третиот ден воскресна според писмата. Знаеме, постоја сведоци на овие настани.
Но Павле не беше меѓу нив. Павле не ни беше во Јудеја, во Ерусалим тоа време. Кога Христос беше на земјата, кога ја за време на тие 3,5 години од неговата јавна служба, од неговата мисија. Сите овие информации за Христовата смрт и воскресение Павле ги примил. И дека му се јави на Кифа, значи на Петар, и потоа на 12 после своето воскресение, Христос им се јавил, прво на жените им се јавил, тука ги прескокна Павле жените. Жените беа поголеми вернички од апостолите. Апостолите беа неверници. Целиот тој прв ден и од седмицата и Велик ден, целиот прв ден од Христовото воскресение до ноќта, додека зашло сонцето, апостолите беа неверници. И дури кога Христос веќе беше темно навечер, им се јавува воскреснатиот Христос во горната соба и го гледаат, уште се апостолите неверници. Зошто? Бидејќи писмото ни вели дека во прв момент прво што помислија е дека гледаат дух. И дури потоа ја прифатија реалноста на Христовото воскресение. А се знае кој не го прифакаше уште цела седмица после нив. Така наречениот близнак. Замислите колку неверството може да биде длабоко вкоренето во срцата на луѓето. А се работи за Христовите ученици. Кога Христовите ученици имаат, толку им беше тешко да поверуваат во воскреснатиот Христос, иако го виделе тоа. Биле сведоци на тоа. Го виделе воскреснатиот Христос. Петар подоцна напишал: јадевме и пиевме со него после неговото воскресение. Се дружевме со него 40 дена по неговото воскресение. Сепак на почеток, кај Тома најмногу, неверството беше толку длабоко вкоренето. Значи, апостолите прво не им веруваа на жените. Кога тие пак поверуваа, бидејќи Тома беше отсутен, тој цела недела потоа не им веруваше ним. Сега и жените, и останатите апостоли сведочат дека Христос воскреснал и не се шегуваат, и тоа не е тема за шегување. И Тома не верува се уште. Додека не видам. Па, кога на апостолите им беше толку тешко да поверуваат, па тогаш лесно може да ги разбереме другиве евреи, кои што никогаш не станале Христови следбеници до ден денес. Многу ми се допаѓа Јован 11 глава заради Лазаревото воскресение, бидејќи таму пишува, немам време сега да го читам, ќе продолжиме следниот пат. По Лазаревото воскресение пишува многу јудејци, многу, сега не знаеме колку, но многу јудејци поверуваа во него. Ама дури кога? По Лазаревото воскресение. Сепак, повеќето за жал и од тие јудејци кои што беа сведоци на Лазаревото воскресение, кои што заради тоа следниот ден вреска Осана, Осана на синот Давидов, значи го признаваа Христа и за Месија, повеќето јудејци, и за цар, 6, односно по наше 5 дена подоцна, како гласаа: распни го, распни го. И го избра
Барабата за свој цар, водач, и како што напише Елена Вајд во Копнежот на вековите, и ќе ја чувствуваат на своја кожа суровоста на Варава до крајот на светот. Само да го довршам текстот во 1 Коринтијаните 15 глава. Значи им се јави на Кифа и на 12 и мене ми беше фокусот сега на 6 стих. После тоа им се јави еднаш на повеќе од 500 браќа, од кои повеќето се живи и до денес, а некои почина. Видите колку многу сведоци имало во првиот век за Христовото воскресение. Дека Христос воскреснал. Се сеќавате кои беа првите, баш првите сведоци? Кои први го виделе воскреснат Христос? Како? Војниците, точно. Да. И да, веднаш паднаа во несвест. Знаете, тоа е психолошка реакција на неверниот ум. Значи, што ќе се случи ако ова нешто се има случено во Бразил инаку? Значи, им се појавува демон на група девојчиња и некои возрастни луѓе во местото Варжиња, во градче некој во Јужен Бразил. Мислам дека беше 80 и не заборев годината сега. Не е битно. Значи, им се појавува демон во облик на популарното сваќање за тоа како изгледаат вонземјаните. Значи, некој ниско суштество од 1 метар лигаво, со многу лигава кожа. Има цело видео на YouTube на таа тема и од него се ширело одвратна смрдеја од тоа суштество. Еден полицаец што притрчал, го грабнал на рака, го зел во раце тоа, и полицајецот истиот ден починал во болница, се испозаразел од секакви чуда микроскопски, што постоеле во тоа суштество. Реагирала војската, била ангажирана. Малите девојчиња, кои сега се возрастни жени, сведочеле, бидејќи така си биле и воспитани, нели, во католички семејства, дека тој ден го виделе самиот ѓавол и не беа далеко од вистината. И целиот случај се забошетил кога пристигна агенти од Американската амбасада и им заповедаа на сите да молчат и да не кажуваат повеќе ништо за тој настан. Сакам да кажам, што би се случило ако неверник одеднаш се соочи со некој таков феномен? Значи, луѓето, или што би се случило ако се појави ангел, ама во сета своја слава, да речеме? Или што би се случило ако се случи некој настан сличен од оние што ги читаме во Библијата, например? Кога неверниот ум, бидејќи не е подготвен психолошки, не е подготвен за такви феномени, кога тие ќе се случат, тој едноставно трокира и реагира како компјутерот кој ќе смрзне, ќе закочи и повеќе. Што сакаш прави, нема. Едноставно паѓаат во несвест. Тоа е психолошка реакција на умот кој што не е подготвен за такви реакции. Што би се случило со нас? Што би се случило со сите верници во светот, кога Христос денес би дошол? Прашање за размислување. Дали сме доволно подготвени да го издржиме тој настан? Или ќе паднеме и ние во несвес, затоа што не сме подготвени. Затоа што имаме се уште непобедени искушенија, непобедени гревови,
слабости или мани на нашиот карактер. Прашање за размислување, и ако даде Господ живот и здравие, ќе продолжиме следната сабота. Нека Господ ве благослови со подготовка за светата вечера и нека ни даде живот и здравие до следната сабота. Нека му е фала и слава вечно. Амин. Оче наш, ти благодариме за денешниот саботен ден, за Твојата голема милост и благодат. Ти благодариме за мирот, слободата, за Твојата закрила. Ти благодариме за верата што си ни ја дал, за Духот Твој свети. Ти благодариме што Ти држиш се под Твоја контрола и никој, па дури и сатанистите и најмокните луѓе на овој свет, и сатаната и неговите демони не можат Тебе да ти изненадат. Не можат Тебе да ти ја одземат совршената контрола. Се предаваме, Господи, во Твои раце. И денес, и во остатокот на саботниот ден. Те молиме, остани со нас, ојачаја нашата вера, охрабри ги и утеши ги сите оние кои што жалат или се обесхрабрени и разочарани. Исцели ги сите наши болни. Те молиме за сестра Мимица, за Асенета, за Стевка, за Ката и Стојан, за брат Ацо и сестра Марија, за сите кои што им е потребна Твојата утеха и Твојата посебна милост во овие денови. За комшивката на Трајче, за сите други болни што ги знаеме во нашиот живот и на кои што им е потребна Твојата милост. Биди со сите нив, Господи, како што Те молиме да бидеш и со нас, биди со сите они кои што се дома, кои што се на пат или во разни неволји и искушенија. За сето тоа Те молиме и Ти благодариме во името Христо. Амин.